Спектакуларно ни го отворија Ванчо Михајлов, го добивме цар Борис III, ни го најавија и цар Фердинанд, но во најава со уште 20 на нови клубови во повеќе градови. По се ова конечно реагираа македонските власти, тргнаа да бараат некакво решение за отворањето бугарски културни клубови среде Македонија. Министерот за правда Никола Тупанчевски најави дека ќе предложил формирање адхок меѓуресорско тело, каде ќе разговарале за формирањето на овие клубови. Денеска ќе се обидам и на седница на влада да предложам решение бајпасирање на состојбите до донесувањето на нов закон за здруженија и фондации, а тоа би значило, мојот предлог би се движел во насока или маргините на мојот предлог би биле да се формира адхок тело меѓуресорско кое што ќе дава експертско, кое што ќе дава мислење за карактерот на историските личности, односно на начинот на кој што ќе се формираат или ќе дадат мислење за давање на согласност. Ова доаѓа по бурата реакции во јавноста за никнувањето на бугарските културни клубови, како и најавата на Фондација Македонија од Софија дека ќе се отвараат уште 21 нов клуб во македонски градови и тоа само во текот на следните 4 месеци. Во моментов има повеќе бугарски здруженија во процес на регистрација во градовите Струга, Прилеп, Битола и Струмица. Организирање на културниот живот на бугарите во Македонија е исклучително важно за зачувување и развој на бугарската култура во Вардарска Македонија. Фондација Македонија планира да го поддржи отворањето на 21-то ново бугарско здружение во 17 градови во календарската 2022 година. Претходно министерот за надворешни работи Бујар Османи дури и порача дека отворањето на клубот Ванчо Михајлов не можеме да го сметаме за ширење говор на омраза, дека не сме смеели историските прашања да ги ставаме во тој контекст.